Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе говорам за најчестите автоимуни болести. И нормално ова видео е во склоп на предавањето по имунологија, така што нема да навлегувам во некои многу големи детали за самите заболувања, него сакам само да го видите принципот спрема кој настанува даденото заболување и како се манифестира, односно која е клиничката слика. Во ред? Добро, да започнеме. Во ред, како што спомнав во претходното видео, автоимуните болести можеме грубо да ги поделиме на орган специфични и на системски. Сега викам грубо да ги поделиме, бидејќи таа поделба се базира врз тоа дали имуниот систем напаѓа еден орган, односно ткива, односно клетки, или повеќе. Така, односно дали директно влие на еден орган или повеќе. Бидејќи најголем дел од автоимуните болести, иако влијаат директно, например, на еден орган, така да речеме дека се орган специфични, индиректно влијаат на скоро цел организам. Например, сега како што ќе видиме за кратко, базедова болест и Хашимото влијаат на тироидната жлеза. Сега ти ако имаш помалку или повеќе тироидни хормони, тоа ќе се одрази на другите органи во телото. Така што иако имуниот систем директно напаѓа само еден орган, така што е органоспецифична автоимуна болест, индиректно тоа ќе влијае на целиот организам. И затоа викаме дека таа е некоја си груба поделба. Во ред? Ајде сега да ги разгледаме најчистите заболувања кои сум ги одвоил. Прва на листата од орган специфичните е базедова болест, односно Graves disease. И имам направено видео за ова по курсот патологија. И главно можеме да го сумираме вака. Значи знаеме дека хипофизата која се наоѓа во мозокот, лачи најразлични хормони, нели се дели на аденохипофиза, неврохипофиза и така натаму. Еден од тие е тироидстимулирачки хормон. Океј, тој треба нормално да се врзе со рецептор, значи ТСХ рецептор на тироидната жлезда. Во ред? Но кај базедова болест имаме антитела кои што некогаш се нарекуваат тиреостимулирачки имуноглобулини или пак long acting тиреостимулирачки antibodies. Односно долгодействувачки, така значи тиреостимулирачки антитела. Без разлика како и да е, овие антитела можат да се врзат со ТСХ рецепторот. Сега, ако ги се врзат, прават две работи. Не само што го блокираат рецепторот, така што сега нормално ТСХ не може да се поврзе, така значи ТСХ не може да се поврзе со рецепторот, него и праќаат сигнал како да се поврзало. Односно клетките од тироидната жлеза, нели кои го експресираат овој рецептор, постојано ќе бидат стимулирани како ТСХ да се врзува на нив. Така што резултатот ќе биде постојано продуцирање на Т3 и Т4 хормони. Во ред, сега нормално си има негативен фидбек механизам и организмот ќе рече чекај, имаме премногу хормони, прати негативен фидбек механизам, не ни треба толку ТСХ. И да, ќе се намали продукција на ТСХ, но нема врска. И сега ќе има помалку ТСХ, али пак ќе бидат стимулирани поради овие антитела. Така што резултатот ќе биде хипертироидизам. А знаеме дека тироидните хормони учествуваат во регулација на, просто кажано, брзината на метаболизмот на дадениот организам. Сега, ако се убрза, така просто кажано, метаболизмот, се јавуваат дадени клинички манифестации, како што се диареја, палпитации на срцето, чешање, потење, постојано чувствувана топлина, бидејќи метаболизмот е забрзан. Така значи се ова симптоми кои може да се јават, губење тежина, забрзан метаболизам, иако ќе имаш поголем апетит, инсомнија, односно несоница, зашто бидејќи ти забрзан метаболизмот, офталмопатија, паѓање на косата, тремор на рацете и така натаму и така натаму. И ова може да се реши така што или ќе се отстрани тироидната жлезда, па ќе се даваат хормони надворешно, или пак ќе се внесе радиоактивен јод, кој пак може да оштети тироидната жлезда и повторно после ќе се даваат Т3 и Т4 надворешно. Инаку овој тип на автоимуна болест, всушност овој тип на реагирање е тип 2 реакција на хиперсензитивност, но исто така во некоја поделба е тип 5. Бидејќи имаме антитело кое препознава селф-антиген, во овој случај ТСХ рецепторот кој е протеин, но се врзува така што го блокира рецепторот и плюс праќа сигнали како постојано да е стимулиран. Следно заболување е Хашимотов тироидит или тироидитис, каде што имаме Т клетки, значи селф-реактивни Т клетки или пак селф-реактивни Б клетки,
али најчесто се клетки кои ќе влезат нели во тироидната жлезда, ќе почнат да уништуваат тироидни клетки, тироидно ткиво, ќе ослободат најразлични цитокини во околината, тоа ќе повика уште повеќе имуни клетки на местото, така тие имуни клетки ќе привикаат уште повеќе имуни клетки, пак има воспаление, ќе се оштети ткивото, ќе се формираат фиброзни ткива, ќе се формираат вакви фоликули. Така и со тек на време едноставно ќе се намали продукцијата на Т3 и Т4, односно ќе имаме хипотироидизам. При што ќе се јават клинички симптоми обратни на некој си начин од базедовата болест. Односно зголемување на телесната тежина, претходно дали кај базедовата јавме пад на телесната тежина. Бидејќи сега имате успорен метаболизам, зашто има хипотироидизам, ќе се зголеми. Ќе се осеќаш заморно, депресивно, ќе имаш констипација наместо диареја и низ други симптоми. Со тек на време тироидната жлеза, бидејќи првично поради воспаление ќе стане таа поголема, но поради постојано уништување ќе се намали тироидната жлеза. Сега при Хашимото ние можеме да сретнеме антитела против најразлични протеини од тироидната жлеза. Но тие кои ни се од интерес се антитела против тиреоглобулини и тироидна пероксидаза. Односно можеме да ги запишеме како антитиреоглобулински антитела и антитироидна пероксидаза антитела. Односно антитеги и антитепеа. Ова се протеини кои се битни во создавањето од тироидните хормони, односно тиреоглобулинот, се врзува со јод и таму има тирозински резидуи, со помош на пероксидазата се сецнуваат, се прават ваму таму и се прават тироидните хормони. Така што ако ги има овие антитела, не може да се прават тироидни хормони. Нормално при дијагноза се следат и други параметри, значи се следи колку има Т3, Т4, колку има слободен Т3, колку има слободен Т4, колку има ТСХ и така натаму, но антителата нас не се моментално од интерес, бидејќи нели збориме за имунологија. Но сепак да ги спомнам и другите параметри нели кои се следат. Ајде да преминеме на следното. Следното се автоимуни анемии. Во ред? Имаме два главни вида на автоимуни анемии, односно анемија го знаете како слабокрвност. Значи прва е пернициозна анемија или пак наречена анемија поради дефициенција на B12. Во нормален случај со цел B12 од исхраната да се абсорбира, потребен е така наречен интринзичен фактор. Во ред, значи овој се прави од париеталните клетки на гастерот. Тој интринзичен фактор е гликопротеин, значи протеин со шеќерни компоненти, се врзува со B12 и му овозможува абсорбција, така во дигестивниот тракт. B12 пак е потребен за правилна хематопоеза, односно за правилно создавање на еритроцити. Океј, но може да имаме антитела кои ќе го врзат овој интринзичен фактор. Така, значи антителото ќе го врзе интринзичниот фактор. Ако е врзан од страна на антителото, B12 не може да се поврзе со него. Во ред? Ако не може да се поврзе, B12 нема да се абсорбира. Ако B12 не се абсорбира, нема правилна хематопоеза. Односно, ќе имаме анемија. И ова е таа пернициозна анемија. Кога имаме антитела кои се врзуваат со интринзичниот фактор, поради тоа немаме правилна абсорбција на B12, нема правилна хематопоеза. Но ова не е некоја си толку страшна болест, бидејќи може лесно да се реши со инекција B12. Така, значи директно да се влезе у крвоток, нема потреба го скокаме тотално чекорот на абсорбција и проблемот е решен. Тие кои се вегани, не вегетаријанци, него вегани, може да развијат пернициозна анемија и без да имаат вакви антитела кои ќе врзуваат интринзичниот фактор, бидејќи B12 нормално не се сретнува во растителната храна. Значи го има на некои микроорганизми и така го добиваат и животните. Така оние кои пасат трева и пасат доста трева која содржи најразлични микроорганизми и они плюс имаат микроорганизми во дигестивниот тракт кои со помош на кобалт прават B12. И ние, јадејќи го месото, можеме да добиеме B12. Така, но веганите, бидејќи не јадат месо и други животински продукти, многу потешко може да го добијат, но денеска има фортифицирани храни, каде што е додадено вештачки, така што не е до толку проблем, но ако планирате да започнете со веганска исхрана, имајте го тоа на ум. Следна е хемолитичка анемија. Сега овдека може многу да се збори, бидејќи ова е доста широка тема, но ние ќе збориме за автоимуна хемолитичка анемија. Во ред? А тоа е многу просто кажано, кога антитела ќе се врзат со еритроцитите и при тоа ќе до еднонивно уништување.
Значи самите еритроцити имаат најразлични протеини на својата површина. Значи имаат најразлични протеини. Нормално антителата на нашиот имун систем не би требало да ги препознаваат. И така си е. Но некогаш, најчесто поради некои лекови кои може да се примаат, некои хемиски материи, истите тие може да се залепат на овие протеини, така што ќе ги ја изменат нивната структура. И сега ќе станат антигени кои нашиот имун систем не ги препознава. Ваков е, например, пеницилинот, но има и други. Сега, кога ќе се поврзат, антителата може да го препознаат овој протеин, така што ќе се поврзат, кога ќе се поврзат антителата, ќе се активираат нели макрофагите со нивните ФЦ рецептори, ќе се врзат за ФЦ регионот на антителото и при тоа ќе го фагоцитираат еритроцитот. Или пак ќе се активира системот на комплемент, така значи имаме протеин на комплемент, поради ФЦ регионот исто така ќе се активира комплементот и ќе го уништи еритроцитот. Во кој да е случај, ќе имаме разградување на еритроцити, односно ќе имаме хемолитичка анемија. Ова понатаму може да доведе до жолтица, односно иктерус, беги целиот тој хемоглобин ќе треба да се метаболизира. Ајде да видиме кое ни е следно заболување. Следно ни е Goodpasture синдром. Како би му дошло у превод? Синдром на добриот овчар? Или исто може да значи пасиште. Така што синдром на добро пасиште или на добриот овчар. Како и да е. Имаме антитела кои што се врзуваат со гломерулална базална мембрана. Ред? Сега поточно се врзуваат со алфа-субединицата од тип 4 колаген молекула, односно тој е протеин, кој не го сретнуваме само на базалната мембрана на гломерулите, него и го има и на други места. Поточно на алвеолите. Така што тие луѓе кои ќе развиваат оваа автоимуна патологија, не само што ќе имаат проблем со бубрезите, него ќе имаат проблем со белите дробови и може да биде смртоносно за неколку месеци ако не се лечи. И пред тоа кога ќе се врзат овие антитела, предизвикуваат активација на комплементот, активација на други имуни клетки, што доведе до уништување на соодветните клетки, така? Значи клетките во алвеолите или пак гломерулите. Иначе клиничката манифестација не е нешто посебна, во смисол ќе се осеќа пациентот омалаксено, ќе има температура, можда болки из глобовите, но со тек на време ќе почне да има крв во урината, да почне да кашла крв и веќе станува тука посериозно, али терапијата е имуносупресивна. Така да зашто нема лек, за автоимунија болест нема лек. И едноставно се прима имуносупресивна терапија цел живот. Прогнозата не е баш најдобра, значи се живее неколку години, кај најголем дел од пациентите. И така, но ова не е некој си многу често заболување. Сега ќе идеме на некој кој е малце почесто, а тоа е мијастенија гравис. Ајде да видиме што се случува тука. Нормално невроните, така кога доаѓаат до моторната плоча, кај што се врзуваат со мускулите и праќаат ацетилхолин, со цел нели да ги стимулираат, ацетилхолинот нели стига до везикули, до крајот на аксонот, и ако има доволно сигнални каскади, тие везикули ќе се фузираат, ќе се ослободи ацетилхолинот во джанкшенот, преди тоа ацетилхолинот, така ќе се поврзе со ацетилхолинските рецептори и тоа ќе стимулира мускулот на соодветен начин. При тоа, со цел да не биде постојано стимулиран, имаме ацетилхолин естераза, која ќе го отстрани вишокот на ацетилхолин, со цел да се прекине стимулацијата. Добро, но при мијастенија гравис имаме антитела, значи антитела кои што се врзуваат со ацетилхолинските рецептори. Така значи се врзуваат со рецепторите. При тоа, ако антителата се врзе со рецепторите, ацетилхолинот не може да се врзе за истите. Тоа значи имаме несоодветна стимулација. Сега нормално нема отодма сите ацетилхолински рецептори да бидат зафатени, секогаш ќе има некој кој ќе биде слободен, така што ќе има стимулација до некој степен, но тоа најчесто не е доволно и со тек на време се повеќе и повеќе рецептори ќе бидат зафатени. И ова најчесто се случува кога имаме некоја повреда, барем се мисли дека вака се случува, и ацетилхолински рецептори бидат изложени на имуниот систем, бидејќи ацетилхолински рецептори нормално се имунопривилегирани. Така значи имуниот систем не ги сретнува во нормално функционирање. Но при даден стрес, или главно физички стрес, може да дојде да некои ацетилхолински рецептори се сретнат со имуниот систем и при тоа да се развие ова автоимуно заболување. Нормално не е се познато, има многу генетски и околински фактори кои влијаат да се развие ова автоимуно заболување, така не секој што се повредил, што се удрил на раката, на пример, развил мијастенија гравис.
Но истото важи и за сите други автоимуни заболувања, едноставно е комбинација од генетски предиспозиции и околински фактори. Сега како се лекува ова? Па не се лекува, едноставно се третира. Значи може да се прима имуносупресивна терапија, која ќе го намали бројот на антитела, така? Или пак може да се прима терапија која ќе ја блокира ацетилхолинската естераза. Така што секој ацетилхолин кој некако успеал да стигне до некој слободен ацетилхолински рецептор да остане што е можно подолго, бидејќи немаме многу слободни ацетилхолински рецептори. Не сакаме оваа естеразата, тоа што останало па и тоа да го тргне. Значи тоа се двата начина на терапија. Или да се блокира ацетилхолинска естераза, или пак да се намали продукцијата на антитела преку имуносупресивна терапија. Најчесто се зафатени очите, лицето, значи говорот, голдање, зборење, но ќе има понатаму проблеми со одење, па и проблеми со дишење. Зависи, кај некој индивидуи може да биде потешко, кај некој полесна форма, но со добра терапија има предично добра прогноза. Порано најголем дел луѓето умирале поради проблеми со дишење, бидејќи за дишење се потребни мускули, така. И тоа е мијеснија гравис во кратки црти. И за крај имаме тип 1 диабет, односно инсулин зависен диабет. И за ова имам доста детално видео направено општо за диабетис. Но кратко кажано, панкреасот е една жлезда, така, и ако погледаме подлабоко во панкреасот, ќе видиме дека има едни структури кои се нарекуваат Лангенхансови островчиња. Така и тука има на различни клетки, но едни од тие клетки се бета клетките. Бета клетките се одговорни за продукција на инсулин. Така инсулинот е пак одговорен со цел да се снижи шеќерот, односно глукозата во крвта, бидејќи ги стимулира клетките, главно мускулните клетки, да инкорпорираат глутотранспортери, така што глукозата од крвта преминува во мускулите. Супер. Но, кај тип 1 диабет имаме селф-реактивни те клетки најчесто, кои што ги напаѓаат бета клетките, така што ги уништуваат. Значи, те клетките селф-реактивни ги уништуваат бета клетките во Лангенхансовите островчиња и при тоа имаме се помалку и помалку продукција на инсулин, се веќе до точка докај што е веќе незначително. Така, значи, може да има мала продукција на инсулин која е сосема занемарлива. Нели, као што ќе се инфилтрираат те клетки, они ќе ослободат цитокини, па ќе дојдат макрофаги, кои ќе создадат уште повеќе воспаление, ќе дојдат други имуни клетки. Некогаш има и Б клетки кои ќе имаат антитела, значи селф-реактивни против дадени протеини, иако е доста поретко тоа, но може да се случи. Како и да е, главната идеја е таа. Се уништуваат бета клетките во Лангенхансовите островчиња, при тоа немаме инсулин, ако нема инсулин нема контрола на глукозата во крвта и тоа пак си носи низа проблеми. Главно проблеми со кардиоваскуларниот систем, проблеми понатаму со бубрезите, со очите и така натаму и така натаму. Значи тоа е нешто во кратки црти. Главната идеја дека овдека имаме тип 4 хиперсензитивност. Така, значи каде што те клетките посредуваат во уништувањето на дадено ткиво, односно дадени клетки. Инаку, претходно кај мијеснија гравис, повторно имавме тип 2, односно тип 5 реакции на хиперсензитивност, каде што антителата препознаваа, нели, даден селф протеин, односно селф антиген, но при тоа имавме истовремено и блокација, нели, на некој си рецептор, што во некоја литература се класифицира како тип 5 хиперсензитивност. И тоа беа во кратки црти некои од најчестите орган специфични автоимуни болести. Ајде сега да погледнеме некои системски. Прво системско автоимунно заболување е системски лупус ериматозус или накратко лупус. Лупус е заболување за кое може многу да се збори и ќе направам посебно видео во серијата патологија, каде што ќе го разгледам во сите детали. Но сега ќе спомнеме само некои најопшти работи. Имаме многу нејасни работи кај лупус и може да се манифестира на сосема различни начини кај различни пациенти. Дури и тежината клиничката слика може многу да се разликува од пациент до пациент. Но најглавната идеја, значи најпроста идеја за лупус е следнава. Значи имаш клетки во телото, така, кои подлежат на програмирана клеточна смрт од време на време. Така, значи подлежат на апоптоза. Сега, зошто тоа го прават, бидејќи можеби се остарени, имале некоја генетска мутација, били изложени на некои стресни агенции, така, дали тоа е се физички или хемиски, биолошки, како и да е, натерани се да влезат во апоптоза. Сега, апоптозата генерално си е многу контролиран процес,
каде што ефикасно треба да се отстрани клетката, така, значи треба да се формираат едни везикули кои ќе се отстранат од страна на макрофагите, значи има ни фосфатидил, серин, рецептори и така натаму, и треба се да се иде како што треба. Но некогаш апоптозата не е баш толку уредна и голем дел од едноставно клеточните протеини ќе искочат надвор од клетката во околната средина. Така значи нема да бидат исчистени како што треба. Поточно нас главно интересираат нуклеарните протеини, нуклеарните молекули. Така значи како што се ДНА, РНА, рибозоми, хистони и други протеини кои учествуваат во диплењето на генетскиот материјал. Значи тие се овдека главно. Но има и други протеини кои се наоѓаат во цитоплазмата кои се ќе искочат во околната средина. И сите овие протеини најчесто не се протеини на кои имуниот систем е трениран, така, при процесот на селекција, така што може да се потекне имунодговор против истите. И овој имунодговор најчесто е поликлонален, односно многу различни Б клетки кои имаат различни антитела со различна специфичност ќе таргетираат различни делови од клетката. Некои антитела ќе таргетираат хистоните, некои ДНА, некои друг нуклеарен протеин и така натаму и така натаму. И сите овие антитела кои можат да таргетираат најразлични протеини, главно од јадрото, се нарекуваат антинуклеарни антитела. Така, значи, anti-nuclear antibodies. Или скратено АНА. Значи има многу АНА антитела кои може да се тестираат. Најчесто се тестираат некои 15 до 20 антитела, но не се тие секогаш позитивни. Така, значи некој индивидуум може да има лупус, а да нема АНА. Но окей, овие антитела сега ќе таргетираат најразлични клетки во организмот, исто така преку крос реактивност ќе се врзуваат со други антигени, ќе оштетуваат други клетки, бидејќи ќе го активираат системот на комплемент, ќе ги активираат другите имуни клетки поради ФЦ регионот. Исто така ќе се образуваат имуни комплекси кои што ќе почнат се таложат во крвните садови, во бубрезите, така ќе се оштетат кардиоваскуларниот систем, ќе се оштетат бубрезите, ќе се активира комплементот кој ќе предизвика општо воспаление насекаде, бидејќи насекаде ќе бидат овие имуни комплекси, може да се детектира преку зголемено количество на C3A и C5A и така натаму. Значи е системски, ќе ги афектира скоро сите ткива и органи, повторно зависи од индивидуа до индивидуа, како ќе се манифестира. Просечен животен век е околу 15 години. Значи некои луѓе може да живеат нормален животен век, така, значи 70 години, некои може ќе умрат после година 2. Така што средина ќе ставиме 15 години. Многу фактори влегуваат во игра и не сакам да навлегувам во повеќе детали, бидејќи ќе има посебно видео за се тоа. Али сакам да добиете генералната идеја. Значи антитела кои ќе таргетираат протеини кои биле внатре во клетката, поточно внатре во јадрото, бидејќи апоптозата не била баш успешна или пак имало некротизирани клетки поради физички стрес, например биле оштетени или психички, и тоа се довело до развивање на лупус. Нормално има многу непознати работи. Нормално има и генетски предиспозиции, надворешни тригери, има позитивни фидбек механизми кои постојано ќе го влошуваат проблемот и така натаму и така натаму. Но за тоа како што спомнав во друго видео. Следно е мултипла склероза и ова е релативно едноставно се разбере. Првично мало објаснување. Значи имаме нервни клетки, така, значи имаат сома и имаат аксон. Супер. Аксонот знаеме дека добро, нека сите нервни клетки, но кај голем дел е обложен со миелинска обвивка. Тоа не е континуирано, него е вакво во као столпчиња, така и има мали празнини. Ранвиерови празнини или така нешто се нарекува. Како и да е, оваа миелинска обвивка главно можете да се мислите како изолација на електричен кабел. Така, ако е подобра изолацијата, сигналот ќе патува подобро, нема да се губи јачината на сигналот во околната средина и односно ќе биде и попрецизно. Така, значи потребна е миелинска обвивка за оптимално функционирање на нервниот систем, праќање на сигнали и така натаму. Сега миелинската обвивка кај периферниот нервен систем е всушност формирано од овие шванови клетки кои на некој начин се овиткуваат околу аксонот, додека кај централниот нервен систем е од страна на глија олигодендроцити. Како и да е, при мултипла склероза имаме оштетување на оваа миелинска обвивка. Тоа главно ќе биде предизвикано од страна на Т клетки, но исто така и од страна на Б клетки кои имаат некои автореактивни антитела. Така што можете да се замислите како со тек на време ќе се оштетува оваа миелинска обвивка, додека веќе ќе се оштети до тој степен да веќе, иако има малце, тоа е едноставно за џабе.
Така значи ќе биде целата оштетена, нагризана у наводници и електрични сигнали не може да се праќаат добро. А тоа значи најразлични проблеми кои може да бидат од физичка или психичка природа. Така ако биде зафатен централниот нервен систем, во тој случај ќе имаме лезии во мозокот, може да дојде до нарушена психичка функција, така да дојде до психијатриски растројства. Или пак може ако е повеќе зафатен периферниот нервен систем, во тој случај ќе имаме повеќе моторни нарушувања. Исто така и сензорни, бидејќи и чувството на допир, болка, исто така се праќа преку нерви. Главно со третман ова не е смртно, но доста го отежнува животот. И најчесто индивидуите кои го имаат ова заболување, да, не е смртно, но имаат пократок животен век од просечен, да речеме, ако е просечен 70 години, може да живеат 60, или ако е 80-70. И нормално има различни класификации на мултипли склерози, различни подтипови, дали има релапс, дали е прогресивно и така натаму и така натаму. Не нас занима сега тоа толку. Поентата е дека имуниот систем ги напаѓа миелинските обвивки, доаѓа нивно оштетување, нема правилно функционирање на, односно праќање на сигнали преку нервите. И тоа доведува до низа проблеми, дали ментални или пак физиолошки, односно физички. И за крај, од системските го имаме ревматоиден артрит. И ова е исто така доста често заболување. Првично, накратко само разгледаме нешто. Ова е една коска, ова е друга коска. Така, на крајите на коските, на епифизите имаме раскавична обвивка. Така, значи имаме раскавица, имаме синовијална мембрана, имаме синовијални клетки, имаме синовијална течност. Добре, и ова е зглобната капсула. Супер. Сега, во телото, исто така имаме IgG антитела. Значи антитела кои се тука како дел од мемориските клетки, односно си прележал некое заболување, најчесто се IgG антитела кои стануваат. Имаме колаген тип 2 и виментин. Не е битно. Поентата ми е дека дел од овие протеини, например колаген и виментин, имаат аргинини на некоја позиција, така значи тоа се аминокиселини. И некогаш овие аминокиселини може да цитрулинираат, односно аргининот да биде заменет со цитрулин. И тоа се нарекува цитрулинизација. Океј. Сега, овие така изменети протеини може да бидат препознаени од страна на антитела од имуниот систем, наречени антициклични цитрулирани пептиди. Океј, значи антитела против тоа. Така што овие антитела може да ги препознаат сега тие протеини. Океј, тоа е еден проблем. Друг проблем е да постојат антитела во организмот кои може да ги препознаат ФЦ регионите на IgG антитела. И овие антитела се наречени ревматоиден фактор антитела. Веројатно че ова се IgM антитела. И сега што се случува? Овие РФ, односно ревматоиден фактор антитела, може да ги врзат овие IgG и при тоа се прават имуни комплекси. И овие имуни комплекси се таложат на најразлични места, но едно од места кај што е најафектирано е да се таложат во зглобните капсули. И сега се таложат овие имуни комплекси, така значи ова е тип 3 хиперсензитивност, при тоа доаѓаат други имуни клетки, значи ги доаѓаат Т клетки на местото, така ќе доаѓаат макрофаги, пробувајќи ќе го решат проблемот, да се отстранат тие имуни комплекси, при тоа тука ќе се ослободат многу цитокини. Од тие цитокини ќе доаѓаат и други имуни клетки, ќе доаѓаат и некои Б клетки, ќе се направат уште повеќе антитела. И тука ќе се создаде цело воспаление околу зглобот. Така и ова може да биде на еден зглоб, односно почнува како еден зглоб, станува паралелно на два зглоба, почнува на малите зглобови и така натаму. Но поентата има воспаление во зглобовите кое може да боли многу. И обично е полошо наутро, со текот на денот се разработуваат зглобовите, поминува, но после ќе се легнаа спијат пациенти и кога ќе станат се боли, пак ги боли. И сите овие цитокини што се лачат од сите овие зглобови може да делуваат и системски, така да се зголеми температурата на телото, да биде омалаксан индивидуата и така натаму. Овие имуни комплекси со така ќе се таложат и во други ткива, значи ќе пречат на бубрезите, на црниот дроб, срцето, ќе има мускулна слабост исто, бидејќи се таргетира и колагенот и низа проблеми. Но тоа е главната идеја. Значи овие најчесто се спомнува дека овие РФ антитела се врзуваат со FC регионот на IgG антителата и тие се таложат во зглобната капсула и тука настануваат проблеми. Но всушност има и други, овие антицЦП, кои што влијаат и на други протеини, па се случуваат низа проблеми во телото, кои даваат одредени клинички манифестации. Денеска ова се третира доста добро и ако се започне со време,
Зашто порано не се третирало и рацете станувале цели онакви како деформирани, поред рачните зглобови кај прстите. Се прават како едни панусни формации, значи се подвуваат, така изгледаат. Кога бодуено, болат многу и се нарушува функцијата на дланката. И така натаму, и така натаму. И за ова ќе направам исто така видео во патологија, кај што ќе разгледам во доста детали, затоа вака само го прелетувам некако. Во ред. Тоа беше главно се за ова видео, се дека добивте некој општ увид како изгледаат автоимуни болести, така, значи што се може да се таргетира и како би изгледале клиничките манифестации. И ова се само дел од некои автоимуни болести, нормално постојат многу повеќе, но една главна работа останува иста за сите. Многу работи не ни се јасни и за сите има и генетски фактори и околински фактори. И само нагаѓаме. Неверојатно е ова учествува, но не знаеме со сигурност дека кај сите случаи е истото, можда кај некои луѓе е нешто различно,